Здраво! Хелин Болек, Мустафа Кочак и Ибрахим Говчек се три прекрасни личности од групата Јорум, кои што во последните 2 месеца фатално го изгубија својот живот со смртен пост, односно со штрајк со глад, кој што е типичен метод во Турција за социјалистичките борци кога се борат за одредена правдина или нешто кога сакат да истераат одредена јавност и така натаму. Така што тема на денешниот подкаст е тоа. Со мене е Джелан. Джелан, здраво. Здраво, Кирил. Таа тема затоа што ја познава длабоко културата во Турција и пишуваше на темата груп Јорум. Сега, за да дојдеме до обвинението кое што беше подигнато против нив, мора малку да се вратиме во минатото и поточно во 1978 година во Турција беше формирана марксистичко-ленинистичка партија, Девримџи Халк Куртулуш Партиси, која што имаше отворена милитантна и реторика и акции и борбани средини и така натаму, која што подоцна преку фракцијски борби во 1994 година се разреси и на името беше додадено уште зборот фронт, односно Чепхези. Мојот турски не е баш добар, но организацијата, односно партијата беше ставена како терористичка организација во Турција и во Европската унија, во Обединетото кралство и во САД. Обвинението против членовите на груп Јорум е дека биле членови на ДХКП. Джелан, може со ова да почнеме и ќе одиме, ќе возиме понатаму. Добро. Ти благодарам, Кирил, што прифати да разговараме на оваа тема. Исто така мило ми е што на овој подкаст јас сум за прв пат гостин, а не водител. Би сакала да зборувам на оваа тема, бидејќи сметам дека особено кај нас левичарите, комунисти, социјалистите треба да ја запознат борбата на груп Јорум, затоа што борбата наша, како што неколку пати е кажано, е интернационална. Што се однесува до груп Јорум, пред 3 години груп Јорум доби забрана за одржување на концертите. Членовите на групата на различни начини протестираа против оваа одлука и некои од нив се одлучија на овој чекор, односно штрајк со глад, додека нивните барања не бидат исполнети. Членовите на оваа група многу пати биле осудувани со тешки затворски казни, со обвиненија дека се членови на партијата ДХКП или ДХКП. Прогонот кон груп Јорум трае од 1985 година, од самото нивно основање. Значи, денес обично милуваат да кажуваат дека Ердоановата Турција, односно овој систем кој што го предводи Ердоан се против груп Јорум, но тоа не е точно. Прогонот кон нив трае од самото нивно основање, бидејќи тие се антисистемска партија, се борат постојано против капитализмот и империализмот и затоа се прогонувани од самото нивно основање. Што се однесува до последните случувања со групата Јорум, односно како светот повеќе дозна за нив, тоа е поради смртниот пост на тројца од членовите на групата. Прво, загина ќе кажам, Хелин Болек на 28 годишна возраст, значи млада девојка која што е родена 91 година. Животот го загуби на 288-миот ден од штрајкот со глад, односно на 3 април 2020 година. Таа беше еден од вокалите во групата. Исто така по етничка припадност Хелин е курд. Ова го спомнувам не дека даваме важност на етничката припадност, подоцна ќе образложам зошто. Потоа почина Мустафа Кочак на 297-миот ден од штрајкот со глад, односно на 24 април 2020 година. Интересно за Мустафа е тоа што беше санкциониран со казна до животен затвор поради наводната вмешаност негова во убиството на јавниот обвинител кој што беше надлежен за случајот Беркин Елван. Не знам дали се слушнал за Беркин Елван, тоа е дете што на 15, односно на 14 години
го уби полиција за време на гези протестите. Значи во 2013 година во престрелка помеѓу демонстрантите и полицијата загина 14 годишно дете, значи беше мета на полицијата, 200 и неколку денови беше детето во кома, потоа веќе мислам наполни 15 години дека беше во кома и загина. Сега што се случи? Јавниот обвинител, чијато надлежност беше да покрене обвинение против полицијата што го уби Беркин, не го направи тоа. Зошто? Затоа што полицијата знаеме дека е заштитник на системот. И сега имаме случај каде што слуга на системот, односно јавен обвинител, треба да покрене постапка против полицијата, но не покренува, бидејќи тие се делови од систем и нормално дека меѓу себе ќе се заштитуваат. После таа случка, членовите на ДХКП, односно ДХШКП, не можејќи да се помират со неправдата која што беше нанесена кон Беркин Елван, го киднапира јавниот обвинител. Значи тие се доста радикално лева формација, значи дури и милитантни. Го киднапира, барајќи да се направи обвинителен акт против полицајецот, тој не прифати, власта не прифати, членовите на ДХКП го убија јавниот обвинител, при што полицијата ги уби и членовите на партијата. Сега што со Мустафа Кочак работата е дека власта во Турција смета дека Мустафа Кочак е еден од оние што го помогнале убиството на јавниот обвинител. Без никаков доказ го осудија на доживотен затвор и Мустафа пред да почне со штрајкот со глад кажа дека подобро е да умре отколку невин цел живот да го помине во затвор. Потоа третиот член на групата што исто така загина е Ибрахим Гөкчек. Тој е еден од постарите членови во групата, има 45 години. Загина на 324-тиот ден од штрајкот на 7 мај 2020 година. Интересна работа е за него што тој заедно со неговата сопруга беа обвинети за исто дело кое што моментално се уште е во затвор, Султан. Тие пред 5 години стапиле во брак, но успеале само една година да живеат заедно, бидејќи или Ибрахим е во затвор, или Султан е во затвор. Значи заеднички живот апсолутно може да се каже дури и нема. Пред последното рочиште на кое што Ибрахим требаше да учествува, односно учествуваше, кажа дека мило ми е што денес има рочиште затоа што ќе се видам со Султан. И што направи власта? Им ги оддели предметите за дури да не може да се видат ниту на рочиште. Значи тој очекувајќи дека заедно со неговата сопруга ќе треба да се бранат, тие им ги одделија предметите и не се видува ниту за последен пат. После Ибрахим во тие моменти веќе го имаше отпочнато штрајкот со глад. Повели. Живување тука се така можам да проценам. Да, точно, бидејќи капитализмот не е систем што само економски не уништува, капитализмот е систем што сака и духовно да не уништи, да не исцрпи како луѓе, значи не бира начини како ќе те уништи, едноставно сака да те уништи ако си против него. И тоа се случува во Турција и секаде, ама во Турција е малку поизразено, бидејќи 100 години тие живеат во капитализам. Јас сметам дека ако ние не направиме нешто, ако не почнеме да се бориме силно и обединети против капитализмот, и кај нас 20-30 години ќе има вакви случувања. Бидејќи ние сме се уште на периферијата на капитализмот, а кај нив е на некој начин, како да кажам, стабилен е веќе тој систем во Турција. И затоа може да прави вакви работи, да се изживува и така натаму. Уште нешто сакав да напоменам за Султан и Ибрахим. Некако на чуден начин и дозволија да учествува на погребот, но тоа толку беше мизерно, дури не знам, грозно за гледање, бидејќи таа на погребот на нејзиниот сопруг беше со лисици и кога отиде до гробот да стави цвеќе нели за последен пат, до неја имаше двајца полицајци кои што не оставаја да се однесува како што сака, значи ниту тагата не можеше да ја изрази на начин кој што сака. Значи, опресија се вршеше дури и во тој момент против неа. Така, значи, даде една линија на сите три овие прекрасни личности. Мене, знаеш што ме фасцинира? Како они свесно влегуваат во тој процес на ова не е штрајк со глад, ова е, значи, они викаат што влегувам во тој пост и ако не
прекинат со таа опресија врз нас, ние починуваме. Значи тоа фасцинира и таа болка е многу силна, што интернационално допира. И да ти одговорам, јас се согласувам дека борбата е заедничка и дека интернационално мора да се делува. За мене исто е битно да се свати од призма на естетика. Сега тука малце да додам нешто за тоа што го прават политичарите во смисла на естетизирање, во смисла на маркетинг како официјална уметност на капитализмот, со нивните настапи во јавност, со нивните кампањи и така натаму. Гледајќи го тоа, уметниците сватија дека мора да ја политизираат естетиката. Значи, политичарите ја естетизира политиката, одговорот беше, значи, и групата Јорум ми се допаѓа на тој начин што они својот ангажман го гледаат како борба. Значи, тоа што реков, за мене уметничко дело вреди ако во него е врадена таа борба. Не она што е либерално, арт, тоа ми е онака така безлично, ја тоа дури не можам ни да го разберам што е. Може ли малку да поразговараме за нивните идеи? Јас читав дека на нивните настани, значи концерти, лириката е социјалистичка, антиимперијална, значи зборуваат за борба, за неправеден систем. Сигурно и овие три прекрасни личности ќе се воспеат, па се надеваме дека ќе се обнови оваа група. Така што и во Македонија има бендови кои што јас ги познам, но нема да ги спомнуваме, кои што својата борба ја третираат на таков начин. Може ли нешто тука да рефлектираме каква е таа борба на еден бед на уметници кои што преку својата експресија фактички го проектираат тоа поле на борба? Тоа е едно нешто многу убаво вака. Да. Само пред да преминам на тоа, ќе кажам нешто за смртниот пост што прво спомена. Смртниот пост, иако зачудувачки за нас можеби, бидејќи мислам дека на овие простори тоа не се случило, во Турција е метод на отпор кој особено го користат турските социјалистички борци, бидејќи немајки како на друг начин да се борат, бидејќи гласот нива не се слуша, нели надмината е фазата во Турција кога по судски пат се барат правата, бидејќи се знае дека правната држава не постои. Правната држава е слуга на капитализмот и работи таа правна држава за да ги заштити правата нели на капиталистите, на буржуазијата. И затоа тие пробувале порано низ времето, значи се тужеле, не знам, се ги барале правата по тој судски пат, но немајки како да им се слушне гласот, се одлучуваат на вакви чекори. И тоа е сосема разбирливо. Јас кога ги пишував текстовите забележав некои се смејуваја као овие сами се самоубиваат, не знам, не е ова борба кога се самоубиваш и така натаму, но јас жал ми е што загинаат тие луѓе, но со вакви драстични чекори, не знам како да кажам, подалеку се слуша гласот, бидејќи деновите кога загинаа овие тројца луѓе, особено првиот, значи Хелин кога загина, за неа имаше, значи на сите светски левичарски портали, медиуми, страници имаше известување за тоа. Значи најмногу во соседна Грција. И тоа ми се допаѓа што Турција и Грција, левичарските организации и партии многу длабоко соработуваат. А тоа во Македонија се уште не е случај. Значи да, и ние имаме нели соработки со особено Турција и Грција, и од бивши и од југословенски простор, но турската и грчката соработка е нешто извонредно. Да додам тука зашто ја спомна Грција, во вакви борби кои што се лични приказни. Да речеме во Грција за време на диктатурата има многу луѓе што паднале во затвор по 15, по 20 години, така што таа црвена линија на стварно закрвување на крв за жално е форма на борба која што да речеме ако имаме доста контакти, ќе рефлектираме и преку наши другари од Грција да говорат на темата. Да додадам една нота, бидејќи не ни беше поентата ова што кажа на етничко ниво да зборуваме за Хелин, бидејќи она е куртка. На 1993 година има еден вака како детал, бидејќи
целата нивна историја е преплетена со затвори, со затварање, со судења, со протести, со секакви опресии врз нив. Кога оделе со новиот албум, инаку груп Јорум над 20 албуми имаат, со новиот албум кога оделе да го пренесат кон Дијарбакир, ги стопирала полицијата и како што прочитав ги изрешетала со куршуми сите цедиња. Така што имало на тоа CD и песна за курдска песна, така што тука има и одредена заедничка борба со курдите. Така. Да. Значи, групата Јорум е група што е слушана од сите во Турција. Значи, во Турција нема само турци, за жал, кога има попис, сите се попишуваат турци, бидејќи не е дозволено да бидеш нешто друго, но сите знаеме дека има арапи, ерменци, курди и така натаму. Сега Хелин, што спомена за дека е курд, Хелин е токму девојка курд од Дијарбакир, каде што ги носеле CD-ата во 94 година. Груп Јорум, значи, да, имат една позната песна. Сега не знам дали е нивна авторска песна или дали е некоја стара курдска народна песна, Кече Курдане се вика, и значи курдска девојка, таа песна обавезно, значи, на секој концерт ја пеат, исто така пеат и песни на арапски. Значи, замислете, во еден таков режим, во еден таков систем каде што не можеш да бидеш ништо друго освен турчин, тие пеат песни на курдски и на арапски на нивните концерти. И нормално е дека таквата власт е против нив. А обединуваат и турци, курди, арапи, ермени, се обединуваат, значи цела работничка класа е обединета. И не знам, на нивните концерти учествувале над 50.000 слушатели, 50.000, значи тоа е огромна бројка. И властите се плашат, бидејќи нивните концерти не се само концерти каде што се пеат песни, туку се Да, тоа се она експресија на она политичко и така натаму, така што да. Бидејќи јас многу пати сум ги гледала нивните концерти, значи не знам од 2015 година некаде редовно ги слушам, веќе 5 години. Значи, не знам, борбено се одекнува од нивните концерти. Не е само као сега ке пеат, ке се сликаме, као обичен некој концерт. Че таму се одржуваат говори, политички говори, се чита социјална поезија. И сите нивни песни се посветени на борбата. Значи, на борбата против капитализмот, борбата против империализмот. Имаат песна, пример, што се вика Америка катил, дефол, а тоа значи Америка убици мрш од тука. И сега, затоа ги поврзуваат со ДХШКП и ги нарекуваат дека се терористи. Друго што сакам да кажам за нивната музика, не знам, тие пример се и социјален бенд, многу често парите од влезниците ги донираат каде што е потребно, исто така учествувале на работнички штрајкови, на окупации на фабрики, окупации на универзитети. Имат во Истанбул културен центар што се вика Идил, многу често го демолира, значи не знам дали полицијата, дали некои десничарски групи, значи постојано се метна на напад. Политичката во Турција и од радикално десно има и центар и лево, па тука и Курдска работничка партија. Не е тема сега тоа, меѓутоа има за време на Ердоган секакви работи се изнагледавме. Додека бев на пат низ Турција да ја запознам, така да речам, аутоступ низ цела Турција, одев од Истанбул, Анкара, Конја, па се до Дијарбакир на пат кон Иран. Дело таа политичка мапа се обидов преку разговори да ја запознам, така што може таа тема да биде во некој друг подкаст. Лириката на груп Јорум, јас колку што разбирам сега, они се некаков многу значаен бенд во Турција. Они се така, собираат огромни маси на луѓе и така натаму, влијаат на наративот, значи многу се влијателни. Дали има можност да се регенерира бендот, бидејќи како тројца Джелан, јас навиено тројца да загубиш луѓе во ваква борба, тоа е значи да се регенерира. И јас не знам, да те прашам, што мислиш, дали би можеле они, ако успеат да се регенерираат, па да ги повикаме тука да направат
некаков концерт или перформанс или не знам што, да читаме поезија или да направиме мало нешто, мислам дека би било многу добро тоа во иднина да се така едноставно концепира. Околу регенерирањето не би имало проблем, затоа што тие се народна група и најверојатно се гледал некој концерт нивен. Гледаш, имам, не знам, некаде 50 мина учествуваат тие на сцена кога излегуваат. И секој човек што знае да свири на одреден инструмент или што има добар глас и може да биде вокал, може да се приклучи. Ти, пример, ако сакаш да бидеш дел од нив, може да се приклучиш. Така што тие не губат, туку добиват постојано членови. Поради тоа што се забранети веќе 3 години, главниот вокал и неговата сопруга, исто така и таа е вокал, имат побарано политички азил во Франција и веќе 3 години се во Франција, не може да се вратат во Турција, бидејќи ако се вратат веднаш ќе бидат затворени, нели? Дури државата постави и награда за оној што ќе каже каде се кријат. Значи големи пари се во прашање ако некој ги шпионира или каде се. Јас имав контакт со членови на групата Јорум во Софија во 2018 година, имаја мал концерт во Софија. Тие се поделени на 2 крила, европско крило и крило што функционира во Турција, поради тоа што крилото што е во Турција не може да излезе надвор, поради нели обвиненија, судски спорови и слично, и крилото што е во Европа не може да влезе во Турција, поради тоа што се плаши дека ќе бидат притворени веднаш, нели на аеродром ќе ги притворат. И крилото што функционира во Европа, дел од нив беа дојдени во Софија, имаше еден мал концерт, па таму имавме прилика малку да дискутираме и баш ја начнавме таа тема дека можеби некогаш би дошле во Македонија. Значи, јас им кажав дека ние не располагаме со средства за да им платиме за концертот и тие ни кажаа дека тоа не е проблем, дека тие свират за народот, не очекуваат никаков надомест, само добро би било ако ги примеме дома да спијат кај нас, бидејќи тие самите немаат пари да спијат во хотели. Договорено. Така што да се свати и за луѓето кои што репродуцираат уметност или кои што продуцираат уметност, уште еднаш да ја кажам формулата, не знам дали ќе се разбра добро, значи едно е естетизација на политиката, но и одговорот политизација на естетиката, така што тие две треба да се раскршат. Дали може да прочитам една песна која што мислам дека добро ќе дојде вака како едно оддавање на почит за овие 3 херои, би рекол, и за осуда од наша страна да престане турската држава да ги суди, да ги остави луѓето со нивната експресија и да ги слушаме нив и да продолжиме да ги слушаме на концерти така натаму. Дали може сега да прочитаме една песна? Секако дека може. И со тоа вака ќе оддадеме почит и мислам дека доста работи кажавме и тука многу работи може да се отворат понатаму да се развиваат. Да, широка тема е, може од различни сегменти да се опфати, така што повели. Оваа песна е посветена на сите кои изгубиле дете во борбата за комунизам. Иако тиранијата станала чудовиште во твојата убава земја, треба да изразнеш едно дете. Дете, храбро во борбата. Храбро во борбата. Еден ден, покрај патот, ќе го најдеш со расцветана црвена ружа на челото. Ако така го сретнеш, немој да тагуваш. Имај гнев во твоите солзи. Гнев во солзите. Знај, еден паднал, но имаш илјадници деца. Илјадници деца треба да ги сакаш. Утрешнината е наша, треба да си силен. Силен да бидеш. За да споделуваш се, освен образон на саканиот, на саканата, за во песните наши да биде и твојот глас.